Во текот на неделава се очекува да се одржи вториот состанок на коалицијските партнери за реконструкција на владата. Премиерот Мицкоски изјави дека првиот состанок бил конструктивен, но без да даде детали за можните промени. Тој само кажа дека постојат опции за промени кои ќе станат познати до крајот на викендот. Па во првите разговори можам да признам дека преовладува конструктивен амбиент. Ке имаме сега во текот на оваа недела повторно средби. Јас очекувам тоа да бидат завршни, во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имиња и со останати специфики. Инаку да, постои опција и за промена на ресори, да, и за тоа е разговара. Следните состаноци меѓу коалицијските партнери ВМРО ДПМН, Евлен и Знам се очекува да ги утврдат имињата на министрите и функционерите кои ќе бидат заменети. Партиски извори брифираа дека промените ќе ги опфатат кадрите на сите три владеачки партнери. Но од Влен веќе е познато дека во фокус се позициите на заменик премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој си поднесе оставка, како и министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој веќе не е дел од Влен. Realisht bashkëkryetarët, zotri Mexhiti dhe zotri Kasami kanë pasur një takim me kryeministrin e vendit. Ai ka qenë vetëm takim i parë. Besoj ditëve në vijim do jenë edhe takime tjera ku do kemi edhe informacione shtesë. Edhe nga partia Vlen, edhe nga koalicionet e partner të qeverisë ka databaza të mirëfillta për çdo njërin funksioner i cili ka ushtruar veprimtari apo ka udhëhequr institucion me dhëna të sakta dhe të njëjta do të diskutohen brenda koalicionit. Nuk është asgjë çudi nëse ndrohen edhe digasteret ose ndonjë nga funksionarët e lishon pozitën që ka. Реконструкцијата на владата се случува на 2 годишнината од мандатот на чело со Мицкоски. Опозицијската СДСМ ја критикуваше, велејќи дека реконструкцијата е само ново пакување на истите производи со истечен рок.